ова издание. Дали е на повидок влошување на односите Кина-Турција? Пекинг го зголемува притисокот врз Анкара, дел од малцинските уйгурци стравуваат за својата иднина. Европа ги отвори вратите за учениците, но и натаму загрижено за безбедноста на учениците, но и вработените. Мокта на YouTube. Тато, како да го направам ова? Популарен, неговите видеа вирални. Ќе ви кажеме за овој тренд. Останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, јас сум Јане Бојаджиевски, ова е News Flash. Кинеските уйгурци најдоа прибежиште во Турција, откако кинеските власти го потисна ова претежно муслиманско малцинство. Наблюдувачите велат дека условите во кои живеат уйгурците во Кина наликуваат на концентрациони логори. Хенри Рижвел има повеќе. На неодамнешните протести, активистите уйгурци се пожалија дека не можат на турска почва да го кренат гласот против Кина. Полицијата претходно задржа дел од активистите бидејќи носеле мајци на кои биле прикажани членови на нивните семејства кои се затворени од кинеските власти. Полицијата ни рече дека може да си одиме, но не со овие мајчки. Ние прашавме зошто. Полицајецот ни рече, не смеете, мора да ги носите превртени. Ни принудија да ги носиме мајците превртени, ја навредија нашата чест, но и честа на нашите мајки и браќа. Турција е меѓу земјите кои имаат најмногу бегалци уйгурци. Голем дел од нив живеат во Истанбул. Поетот Абдурехум Имин Парач пребегнал во Истанбул пред 7 години. Неговата сопруга е во кинески камп. Парач стравува дека неговите критики насочени кон Кина сега го прават мета за турските власти. Полицијата ме приведе кога бев во ресторан, ме однесе во станица. Ми дадоа документ, ми рекоа да го подпишам. На него пишуваше оваа личност е поврзана за организации кои се закана за Турција. Им реков дека немам ништо со тие групи и нема да подпишам. Случаите како овој на Парач не се невообичаени, вели адвокатот за човекови права Ибрахим Ергин, кој во моментов оспорува неколку барања за екстрадиција поднесени од Кина, а кои се однесуваат на истакнати активисти уйгурци. Ги притвараат луѓето под изговор дека се странски терористички борци, иако нема доказ. Знаеме дека Кина врши огромен притисок на Министерствата за внатрешни и надворешни работи. За време на комуникацијата со властите ни беше кажано дека депортирањето на 5 до 10 уйгурци би помогнало на Турција економски и политички. Поранешниот премиер Ахмед Давутоглу обвинува дека владата на Ердоган ги жртвува уйгурците за да ги продлабочи економските врски со Кина. Председателот Ердоган ги отфрла обвинувањата и вели дека Турција им дава безбедно прибежиште на десетици илјади уйгурци. Додека доаѓаат повеќе вести за притисокот што го врши Кина врз уйгурците, турскиот лидер во најголем дел се воздржува од меѓународните осуди кон Пекинг. Молкот ги прави уйгурците нервозни. Yöneticileri tarafından bir sessizlik. Властите молчат. Поради овој молк, јас чувствувам страв. Не можам да зборувам за својата иднина. Парач бара утеха во неговата поезија и тој, како и многу уйгурци, со години нема информации за своето семејство. Некои европски влади ги отворија или се подготвуваат да ги отворат школите за учениците. Меѓутоа, синдикатите стравуваат за безбедноста за учениците, но и за персоналот. Британскиот премиер поддржува отворање на училиштата. Училиштата се безбедни. Прекрасно е да се видат учениците назад во школа. Британските научници велат дека ентузијазмот за враќање на учениците назад е поголем од ризикот за повторно отворање на училиштата. Шансите децата да се заразат со COVID-19 и како резултат на тоа да имаат сериозни последици се многу мали. Преовладуваат доказите за штетата што ќе им се направи на учениците ако не одат на училиште. Британија го промени првичниот став и изјави дека средношколците мора да носат маски во заеднички простории, освен во училниците. Слично правило ќе важи во Франција, каде сите ученици од 600 оделение и нагоре ќе мора да носат маски. Италија па ги базира одлуките за отворање на училиштата на резултатите од тестовите на професорите и учениците. Јасно е дека во случаи кога би имало многу заразени на едно место ќе биде неопходно децата да седат дома. Шпанија регистрира рекорден број на заразени од почетокот на пандемијата, но бројот на смртни случаи е многу понизок. Владата вели дека отворањето на училиштата е приоритет.
Должни сме да им обезбедиме безбедна средина на мајките, татковците, учениците, нашите синови, ќерки и работници. Многу ученици ќе го добијат првото формално образование за 6 месеци. Здравствените експерти велат дека од суштинско значење децата да се вратат во училиштата, кои ќе бидат безбедни и за професорите и за учениците. Доказите покажуваат дека вирусот повеќе се пренесува меѓу професорите. Мора да најдеме начин како да ги заштитиме, бидејќи влегуваме во глобална образовна криза со преку милиарда ученици надвор од школа. Со завршувањето на летните распусти, низ Европа се зголемува загриженоста за ширење на заразата во училиштата при нивното повторно отворање. За крај на News Flash, Роб Кени не е ниту актер, ниту славна личност, на неговиот YouTube канал "Тато, како да го направам ова" го направи мошне популарен. За што станува збор? Погледнете. Today I'm going to show you how to iron a men's dress shirt. Да не беа рестриктивните мерки за COVID-19, овој татко од Сиетл, Вашингтон, никогаш немаше да го претвори својот сон во реалност. Но за среќа, Роб Кени го направи она што од секогаш го посакувал. Отвори YouTube канал на кој дели совети за оние кои немаат татко. Таткото на Кени го напуштил семејството кога тој бил тинејџер, па делењето совети онлайн е важно за него. Сепак, тој не очекувал дека ќе стане толку популарен. Oh my goodness, this is... О Боже, ова е поголемо од што мислев. Ова им треба на повеќе луѓе отколку што првично мислев. Мислев дека ќе помогнам на неколкумина и дека и тоа ќе вреди. Но кога стигнавме до 1000, си помислив, ова навистина може да биде корисно. Сега имам над 2 милиони следбеници. Кога Кени растал, немало интернет, ниту тој имал татко на кого можел да му ги постави своите прашања. Неговиот татко ја оставил мајката и 8 деца кога Кени имал 14 години. Неговата мајка почнала да пие и на крајот ги загубила родителските права. Постарите деца се грижеле за помладите. Okay, so today I'm going to show you how to tie a tie. Научив како да врзувам вратоврска од мојот симер кога имав 20 години. Сите тие нешта, како да се биде татко, се учат. И покрај тоа што немал идеално детство, Кени станал посветен татко на неговите син и ќерка. Кога почнал да го прави каналот на YouTube, мислел дека неговата главна публика ќе бидат неговите деца. Но почнал да добива трогателни пораки од илјадници луѓе. I call him internet dad. Го викам интернет татко брат, бидејќи веројатно сме близу со годините. Навистина го сакам, затоа што се чувствува неговата топлина преку камерата. Ке се изненадите, но сега знам како да врзам кравата. So people are watching me tie a tie. Луѓето ме гледаат како врзувам вратоврска и плачат. Очигледно има нешто повеќе. Мислам дека дел од тоа е бидејќи немаат татко или бидејќи им недостасува. Може би починал млад. Мислам дека на мене, кога бев млад, кога имав 14 години, ми се чинеше дека сум заглавен. Но времето минува и одеднаш имате 20 години. Сваќате дека тоа е привремено, дека нештата ќе бидат подобри, зашто не знаете што ве чека зад аголот. Дури откако ќе помине пандемијата, Кени ветува дека нема нагло да го напушти својот проект, зашто тој за милиони луѓе стана нешто повеќе од човек кој само ги советува за мали работи. Го гледавте News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Со најнови информации следете не в понеделник. Пријатен викенд.